предстојат неколку вежби за сила. Првата вежба ќе ни биде за стомачни, ќе ви кажам прилично едноставни стомачни, значи основните стомачни што треба да ги правиме. Тоа се, значи свиткани се нозете во колена, значи стапалата се на земја, легнуваме, поглед е нагоре, значи горе гледаме, рацете позади не мора да бидат скрос исправени, може и свиткани, но да име нагоре, се криваме до некаде 30-40 степени телото и враќаме назад. Идеме пак и назад. Горе, назад. Кога имаме тежина, издишуваме, значи нагоре кога идеме, издишуваме. Назад, взимаме воздух. Издишуваме. Тоа ни е првата вежба за стомачни. Ова се најобичните стомачни кои секој би требало да може да ги направи. Втора вежба, која исто така е за стомачни, но овој пат ќе работиме со нозе за друг дел од стомачните да активираме, е следно. Значи легнуваме исправени, раце се од страна и иде едно колено, па друго влечеме кон себе, кон град. Тук едно, па друго. Исто, кога имаме напор издишуваме, кога ја враќаме ногата, дишуваме, значи имаме следна вежба ќе ни бидат склекови. Сега, склековите ќе ги правиме значи, од сега па за секогаш, затоа што е една од најдобрите вежби што може да ги направиме, бидејќи го вклучува цело тело, значи многу мускулни групи се инволвирани и многу мускулни групи работат додека правиме склекови. Значи ќе поставуваме рацете во висина на раменици. Позади сме на прсти, погледот ни е према напред. Од тука спуштаме и издишуваме нагоре додека буткаме. Спуштаме полека, издишуваме. Спушти, издиши. Доколку склековите ви се тешки, да ги правите одма на прсти позади, полеснителна околност е да бидете на колена подпрени. Напред останува се исто и тука правиме склек. Значи спуштаме полека надолу, буткаме силно, погледа напред. Спуштаме, буткаме силно. Исто така, има уште една улеснителна околност, која може да ја правите доколку не можете да направите склекови, а тоа е следно. Значи, исто така улеснати склекови може да направите на овој начин, значи најдете некој подигнато, не знам, може да е шипка, може да е зид, не е битно, и ги поставувате рацете исто во висина на раменици. Гледате, кога симнувате на склекот, да дојдете до гради и буткате назад. Идеме долу, буткаме и издишуваме. Следна вежба, и ова е вежба за нозе, се чучњеви. Раце се, висина на раменици, спружени, од тука клекнуваме, идеме до некоја положба од 90 степени во колена, враќаме назад. Идеме напред, враќаме назад. Значи, вдишуваме, издишуваме нагоре. Долу, па горе. Доколку имате некакви прашања околу ова видео, слободно пишете во коментар, ќе пробам да одговорам на сите.